Ви благодарам, председателе, почитувани гости, почитувани представници на институциите. Јас само кратко сакам да се осврнам на годишниот извештај за работата на Комисијата за паричен надоместок за жртви од кривично дело со насилство, кој се онесува на 2024 година. Значи, поентата на овој паричен надоместок за жртви од кривично дело насилство е еден вид на оштета, на компензација на државата затоа што жртвата претрпела насилство, односно да државата да покаже дека жртвите не се препуштени сами на системот. Но она што го покажува барем извештајот за 2024 година, тоа што не е исплатен ниту еден паричен надоместок за жртви од кривично дело насилство, што може само да се констатира дека очигледно кај нас и тоа како жртвите се оставени сами да се снаоѓаат поради незаинтересираност на властите. Ако ја земеме 2024 година споредбено, кога воопшто не е исплатен ниту еден надоместок за жртви од насилство, во оваа година биле регистрирани дури 1200 жртви на семејно насилство, при што морам да потенцирам дека оваа комисија не исплаќа надоместок само на жртви од кривично дело на семејно насилство, туку опфаќа многу поширок сегмент, што значи дека бројката на жртви за 2024 година е многу поголема. И јас тука го лоцирам тоа како што кажа и представничка од оваа комисија, е дека ние имаме ужасно пролонгирање за да почне да функционира оваа комисија, иако законот донесен 2022 година, 2023 година стапува во сила, дури 2024 година се именуваат членови во оваа комисија, се донесуваат правилници и така натака. Нормално е ние сега да разгледуваме извештај каде што нема ниту еден исплатен паричен надоместок. Она што според мене е скандалозно и во овој извештај е ужасно малиот буџет со кој располага оваа комисија. Тоа што го пише во извештајот е дека буџетот за располагање за 2024 година е нешто околу 1.200.000 денари или 20.000 евра. Еве, јас ќе направам една споредба, мислам дека пред 2 недели имаш информација дека тендерот за одржување на фонтани во Скопје кошта 500.000 евра. Што значи дека во оваа држава ние повеќе се грижиме за одржување на фонтаните отколку за жртвите на насилство во услови кога ние и тоа како имаме растечко насилство на секој чекор и всушност со ваквиот однос на властите на државата кон вакви комисии, ние само испраќаме апел дека ова е еден систем кој репродуцира и го поддржува насилството. Во извештајот всушност и се докажува зашто ние сме и негативен рекордер во Европа по бројот на фемицидија, тоа е дека очигледно градиме систем на заштеда, а не на заштита на жртвите. Во извештајот стои дека комисијата не располага со соодветна просторија, нема техничка екипираност, нема принтер, нема скенер, нема софтвер за електронско водење на архива, додека ние патем имаме цело Министерство за дигитализација. Од една страна државата измислува работни места за советник на директорот за некои партиски клиентелисти. Ние гледаме и во оваа комисија и во претходните комисии каде што очигледно фали кадровска екипираност, постојано се штеди, а се работи пред се за комисија која треба да нуди компензација и заштита на најренливите категории на граѓаните. Друг недостаток кој беше нотиран во извештајот на оваа комисија е дека комисијата штом добие барање од жртва на насилство, таа се обраќа до останатите институции за да прибере информации, за да се потврди дека жртвата е жртва. Се мисли на институциите нели како МВР, како јавно обвинителство, центри за социјални работи и патем, иако рокот за одговор е 7 дена, во извештајот се констатира дека често се доцни со одговорите. И иако сите ревизорски извештаи досега констатираат дека нужно е потребно воспоставување на една централизирана и дигитализирана база за податоци, каде впрочем ќе се вкрстат податоците од овие сите институции, ние немаме ниту дигитализација, немаме ниту пак централизирана база со податоци, па затоа ние имавме и случај каде што известувањето за трагичниот случај кој беше во Карпош, известувањето од МВР до центрите за социјални работи патувало цели 4
45 дена и всушност и таа пракса се нотира и во овој извештај, каде самата комисија констатира дека потребно да поднесува ургенции до институциите за да прибере информации за жртвите на насилство, кои патем државата треба да ги штити, треба да им компензира штета и мора да им се обезбеди помош уште во најрана фаза, а не како што гледаме дека ние имаме постојано пролонгирање на постапките кои се однесуваат за овој тип на жртви. И јас ќе заклучам дека сепак ова е резултат, не е изолиран случај, туку буквално ова се гледа во функционирањето на сите институции, затоа што тука со децении се гради еден систем на неказнивост и немање на персонална одговорност за службените лица кои постапуваат во МВР, во центрите за социјални работи. Ние впрочем тоа најдобро го покажува дека ние имавме дури 39 полицајци кои не постапиле за трагичниот случај кој беше во Карпош, а при тоа ние не знаеме воопшто кои се казните за нивното непостапување и што впрочем доведи до 2 жртви. Ние го имаме за жал и случајот од Велес, каде исто имаше 2 жртви при семејно насилство, каде исто беше констатирано дека не постапиле 11 полицајци и патем и 6 месеци после тоа констатирање информациите се дека обвинителството води само предистражна постапка, што укажува на тоа дека се додека ние немаме персонална одговорност, се додека ние не смееме непостапувањето на одредени лица во институциите да го криеме позади некаква системска нефункционалност и се додека ние не ги санкционираме соодветно тие кои не постапуваат, ние повторно ќе читам извештаи како институциите доцнат во одговори, како имаме на целосна некоординираност на институциите, каде што патем кај вакви жртви секој момент може да значи човечки живот. И јас би сумирала дека за жал во овој извештај на комисијата, кој впрочем покажува дека 2024 година воопшто не била функционална, поради тие сите бирократски лавиринти и едно ужасен мал буџет, се потврдува дека ние градиме, тука се гради еден систем не за заштита, туку за заштита на жртвите на властите, за жртвите на насилство и пораката која ја праќаат властите дека ова е држава каде повеќе се троши на луксузи на функционери и на одржување на фонтани, додека за жал единствено заштитата на човековиот живот представува скапа работа. Ви благодарам.